Да, ќе се јавите за Македонска филхармонија, нормално да ви кажам на кој концерт ќе одите нормално. Чинг дуо, Брайан Чинг виолончело и Силви Чинг пијано, иако ова е достапно и на нивната веб страна, може да се види, но еве уште еднаш потсетување и најава за вечерашниот концерт за кој што доделуваме билети. И еве сме во кујната, во оброкот на денот, веќе најавивме Бојка Динова Јовановска во нашата кујна и сега во моментот во живо јас и вие ќе дознаеме што ќе ни прави Бојче. Добро утро, Бојка, добро ни дојде. Добро утро. Како си? Одлично, еве уште од рани утрински часови и разработени и разборени, да, динамично темпо, но тоа ни треба за добар старт на неделата и за добар понеделнички, како велиме, стимул. Ајде, така? Точно, да, а за тоа ни треба енергија, односно добра нека храна или освежување, така? Точно, да. Може баш да видам дали ќе претпоставиш што ќе правиш? Што ќе правиме, од ова што ќе го видиш. Што ќе правиш да претпоставам, а? Дали ќе се употребува блендер? Да. Нешто ладно, освежувачко. Сладолед. Вкусно, браво. Добра, малку асоцијација. Ми требаше на како и да е нешто што ни го најава пресудната сезон, иако сладолед се јаде во било кој период од годината, да не бидеме нели конкретни само за лето. Да, само за лето се јаде, меѓутоа можеш и ти дома да си направиш некогаш во некоја атмосфера така да те освежи, но сепак летото е предодредено за сладолед и затоа јас ќе ви кажам убав и здрав сладолед, кој што може секако секој од нас ќе си купи еден-два сладоледи во летото, не е тоа страшно одмерак. Но меѓутоа да си правиме и домашен сладолед и за нас и за нашите деца кој ќе ни биде ем вкусно, ем здраво. Сега све ова малку ми се одмрзна, нема врска, ќе пробаме да го направиме. Да, но ние тоа потоа ќе си го замрзнеме, така? Да, ќе си го ставиш во фрижидер, ќе го замрзнеш. Сега немаме калапчиња, меѓутоа еве вака да. Да, добро калапчиња да се посекако по дефолт како сака да го конзумира. Одма може да се јаде, да. Ама ако го направиме одма и веднаш ако го послужиме или ако сакаме да го гостираме. Може да се го замрзнеме, ако сакаме така нели во различен период или малку подолготрено, тогаш можеме да си го замрзнеме. Јас кога најавав дека денеска ни доаѓаш ти во кујната, споменав дека со тебе најчесто се осврнуваме на тие практични рецепти, секогаш добре дојде некако освежување на нашето секојдневно мени и секогаш исто така важни за оние кои што имаат дилеми па и предизвици со мали деца или со дечиња во раст и развој. И ти како мајка на две мали дечиња секогаш веројатно и натаму размислуваш кога ќе почне денот што е тоа кое што го подготвуваш или зависно од сезоната што би сакале и тие. Нели нормално мораме да ги слушаме и вкусовите и желбите на децата. Нема дете кој не сака сладолед, сега ние треба да го прилагодиме како би било здравиот начин за тоа, така. За да пробаме и тоа да го јас кажувам, ќе направам сладолед, викам еве мама ви купи, не е купено, вика ти го направи. Не можеш да изложиш дете. Да, ги разликуваат тие вкусови. Ама се трудам да јадат дете и свеж овош е свеж зеленчук, вода да пијат секојдневно, како што си е редот наутро, овош е вода. Потоа што се јадат во градинка. Се јадат секако. Да. За голема пофалба е што во секоја градинка секаде салатите се присутни за време на ручек, затоа сум радосна. Да. Потоа кога ќе дојдат дома. И вкусни им се што е исто така недобро. Вкусно, се здраво, убаво спремено. Кој дете сака се јаде, кој не, значи се си има еден убав ред. Во принцип, децата во градинките 80% се хранат здраво, тоа е за поздравување. Сега може да им се уклучиме ние нутриционистите да ги советуваме некои здрави рецепти како да им прават. Но сепак еве овој сладолед ќе биде пример и за учителките, одговорните во градинката како еден здрав сладолед во моментот да се спреми за пример за тие дечиња. Да. Ставаме замрзнати банани. Морам да напоменам дека бананите се ставаат во кисичка за замрзнување, среда крупче по крупче, едно до друго и така се замрзнуваат. За после да не ни бидат тутка, па не може да ги изблендираме. Да, и тоа само тука ќе те прекинам, тоа важи за сладолед кој што го правиме и сакаме да го јадеме веднаш. Да. Ако го замрзнуваме, можеме обична банана да ставиме или тогаш треба? Да, најбоље е да биде замрзнат. Добро. Најбоље е за да биде тој вкус, меѓутоа ти пак можеш да ја замрзнеш, меѓутоа вкусот е многу подруг. Си ставаме банана замрзната, нашата е малце растопена, нема врска. Си ставаме авокадо. Добро. Си ставаме авокадо. Имам многу милион врсти на сладоледи, меѓутоа еве ние ќе кажеме едно затоа што немаме време. Си ставаме потоа замрзнати. Требаше од оздола да ги ставаме овие. Добро, сепак ќе пуштат водичка. Ќе се изблендираат ако мислиш за тоа. И да не пуштат водичка, имаме тука кокосово млеко. Кој што може ќе ни даде убав прекрасен вкус. Може да ставиме бисквити, може да си ставиме оние мрвици за торта, има разни начини. Како за сладувач ќе ставиме сируп од урми. Кој како си сака, нели по... И ќе ставиме за почеток да видиме прво на вкус како ќе ни испадне.
Да, и во однос на блажината, некој Да. сакаат и малку поблаго, некој не толку благо, но со оглед на тоа што имаме и банана, ќе Прво биде... на крај ќе го направиме чоколадното. Прво малце ставаме и кокос. Кокос и ставаме. Може да ставиме бисквити мелено, меѓутоа еве доволно е ова. Помалце состојки, поубаво да не ја трупаме. Да, повеќе, премногу. затоа што можеме да Да. направиме различни сладоледи со различни комбинации, така како што Да. кажавме. Точно, Ние прво ќе така го да ги направиме. сервираме во што Ја продолжуваш, мислам во ова за да се види. то се види така Бојата, и така така може ми дојде- директно да се замрзне. Да. Добро. Или во калапчиња како сакаме. Ние сега малце ќе ви бучам. За неколку секунди имаме здрави вкусен сладолед. Да. Сепак треба нели да се убаво замрзнати бананите, ми јас дорека дојдов. Ми се одмрзна. Сега може ти да Може со тоа што можеме да ставиме во оваа чаша, ова е само од кокосовото да дури млеко. не е прекрасно ништо бириса. повеќе. Да, може да ставиш. Ова е Еве тие со ова лажичката од или можеш директно Опа. така. Вака да ги сервирам, мада мислам дека ќе треба можеби да направиме уште една доза. Да, чисто да се види вака бојата. Едноставен, брз и вкусен сладолед. Можеме валим вакви мали чиничиња, Да, од згора да си ставиме едно. Да, или може и дури и Да. вака да се јаде. Со тоа што ова ќе оди веднаш во замрзивач, а после можеме да си го декорираме од згоре со шунсковиш или Ово е како било сака. мали чиничиња, пример кога имаме гости за да биде попривлечна. Добро, и сега бидејќи имаме уште малку време за Точно. за Може да разговор, ставиме, може да пример, направиме уште една. Така, една јаготка. И од озгора кокос може да ставиш. Да. Еве тоа нека ни биде првиот избор. Чекај ќе земам Да. јас друго чисто лажиче. Јас сега да го направам другото, ќе ги додам сите банани, овдека ќе ставиме и какао за да добиеме чоколаден сладолед. Да. Но меѓутоа тие кога сме си дома може да земеме чоколадо со какао, да го стопиме, Така. да си направиме баш по наш вкус, сите сме љубители на чоколадо. Ќе го ставиме целото. И сега на кое што исто така можеме да го позборуваме додека еве ги подготвуваме овие сладоледи е да речеме престојниот период, односно пролета, па и летото кое што е пред нас, нешто што е особено важно за да се конзумира за хидрирање, но при тоа да ги задоволи сите оние потреби кои што ги имаме ние во текот на денот и како возрастни, но и за децата кога зборуваме. Точно. Почесто кога ни се зголемуваат температурите и кога ни доаѓа летото, се намалува апетитот можеби толку за храна, но се зголемува потребата од такви некои свежи работи, од она кое што секогаш се препорачува, тоа е сезонскиот овош и зеленчук. Децата помалку или повеќе го јадат, но некои и одбиваат поголемиот дел од тоа, па затоа и постојат различни рецепти. Ти имаш и твој приречник во кој што верувам дека и таквите рецепти се вклучени. Да, вклучени И да, се. и во однос Каде на без сладолед? Така е, да. И во однос на тоа и во однос на препораката, тука кога веќе го правиме сладоледот и ги зборуваме ваквите предлози, може да кажеме и што е и начинот како да се поттикне да се јаде повеќе таква храна, но и како преку рецептите да се стигне до Точно, желбата јас за како истото. што кажува од мали кога се уште ни се децата, треба да им советуваме дека свежата храна е таа која што ни дава енергија. Кога јас ќе ставам на маса јаболче, банана, крушка, јаготка, портокал, мандарина, детето ќе ја види, ќе ја изеде. Ако види се друго, нешто лепче со нешто намачкано или некој грицки, што кој што не се здрави, он тоа ќе го јаде. Кога ќе стекнеме навика од мали нозе, дека водата е таа која што ни дава живот, исто како наутро лицето кога ќе го измиеме со ладна вода, ни се отвараат очите, порите ни се отвараат. Исто дека ќе се напиеме чаша вода наутро. Да ги научиме децата да пијат вода, која што ќе не хидрира, да јадат свежо овошје. Кога ќе ручаат што и да е децата, дали е пица, дали е нешто сендвиче, нешто сака, ќе јаде свеж зеленчук со него. Навечер на одмор сме, им се јаде на децата, ќе намачкам лепче, кајмаче, ќе му дадам краставица, детето ќе се најаде. Сакам да му направам некого вид на намаз, ќе направам, имам милиарда рецепти, има премногу нутриционисти кои што знаат и добри кувари кои што може да дадат убави здрави рецепти за секој дете. Ако сакам, може да направам. Да. Морам да напоменам тука, ова може да се блендира. Да. Месец мај, месец на женското здравје. Кога доаѓав наваму, сакав да кажам 2-3 збора за тоа во контекст на овој здрав рецепт. Ова може да доби малце по чоколадна боја, ако не доби, ќе додадеме, Да. пошто ставив помалце какао. И ќе го сервираме тука. Да. Може да ставиш, да. Повеле, Со топена чоколадо многу поубаво ќе Да, кисло, добро, тоа меѓутоа е да. предлог варијанта плюс. Да, месец на женското здравје.
Кога дојав наваму се потсетив и реков да кажам 2-3 збора дека сепак здравието на жената, да не бидам погрешно сватена, не дека нели се зависи од жената, меѓутоа 90% да. Значи да биде домакинка, да готви, да средува, да работи, да гледа деца. Едноставно улогата на жената. Улогата на жената, значи многу е битно и физичкото и психичкото здравје кај жената добро да се чува. Исхраната треба на големо да се внимава, затоа што за жал сме преоптеретени со премногу нездрава храна, со премногу стресови, со премногу нервози, брзо темпо на живот. Секоја втора жена има проблем со разни инфекции, поготово кандидата е многу поизразена, што е она кој што треба да се внимава, многу убаво испаднува, браво. Да, второто испадне поубаво, ја во првото малце чашата ја умачка, добро. Да. Нема врска. Нели во кујната како што може да ни се случи. Тоа кој што треба да се внимава за оние кои што имаат за жал кандида и сите други разни инфекции и бактерии, да се внимава на внесот на млечни производи. Еден период да ги сврлиме млечните производи од употреба, да се свртиме малце кон постната храна. Да сврлиме млечни производи, да сврлиме све што е индустријско. За жал, овој рецепт не е за оние кои што имаат кандида, затоа што имаме сируп од урми, треба да ги трнеме малце урмите, бананата да ја трнеме, како што кажав, млечните производи, се што е термички вработено, се што е препржено, квасецот, лебот, оцетот, сите тие ја хранат кандидата. И она се шири. Значи да свртиме кон постната храна, што повеќе овошје, што повеќе зеленчук, што повеќе вода, за да ја исчистиме. Секој од нас ја има и се почесто и повеќе бактерии, но дај да внимаваме да не ни доаѓаат често. Да гледаме што повеќе телото да е хидрирано, да е чисто, за да ние сме здрави. За жал, тука се и разните видови на ракови заболувања кај жената. Јас кажам, не е можно, викам се, на жената се сите болести кај жената. За жал, се смејам јас со сопругот мој, викам, на вас мажите не вие ништо, ние имаме све. Ама затоа сме силни и треба да бидеме здрави, треба да се чуваме за нас, за нашите деца и да не нам мрзи да готвиме и да правиме вакви прекрасни сладоледи, десерти. Така е. Да уживаме. Потенциравме, бидејќи рековме месец на женско здравје и особено кога зборуваме за жените и за здравјето на жената, но генерално сите како индивидуи и секој од нас е имал улогата во семејството таква каква што е, па и во животот и треба да се грижиме за нашето здравје. Затоа се добри препораките од нутриционистите во контекст на тоа што е она кое што можеби го имаме како здравствен предизвик, што би требало или не би требало да конзумираме и во однос на превенирање на некои од овие состојби како што и рековме. Треба да се грижиме за себе, треба да се грижиме за нашите деца и секогаш треба да готвиме и да се храниме здраво. И затоа ние тоа го практикуваме и го предложуваме тука и како наши рецепти. Денеска наша рецепт предлог беше токму овој здрав сладолед кој што видовте го направивме на различни начини. Во едниот има помалку, во едниот има повеќе, кој како сака во однос на дозата. Требаше да е чоколадно, но не е чоколадно, нема врска. Да, ако чоколадно дополнително чоколадо или пак малку повеќе какао, како и да е, верувам дека и многу го практикуваат во овој или слични рецепти кои што подлежат на различни комбинации, секој според својот вкус. Може да се проба од време на време некој друг сладолед вака да си купиме, но најчесто во престојниот период за освежување се разбира се и овие здрави сладоледи, да се чувствуваме здраво, да бидеме и хидрирани, но и да ги добиеме потребните витамини. Те благодарам Бојка за овој предлог кој што ни беше брз, практичен, нешто што ни треба и нешто што можеме да си го направиме и во следните денови или во следниот период. Да те прашам како уште на крајот веќе како ти е со врските во однос на клиентите, знаеме дека и во оваа сезона повеќе се бараат совети и препораки како можеби да се стигне до постакуваниот резултат, малку да се исчисти тоа што можеби во зимата било претерано, но и во интерес на здравјето, нели да се нормализираат можеби некои. Точно, за жал треба ние цела година да внимаваме на исхраната, на сето тоа, како знаеш веќе демодеона секој ден се слуша здрава храна. Да, здрава храна и секој ден ќе го зборам тоа и секогаш ќе го зборам и ќе бидам досадна. Храната која што дал Господ, овошјето, водата, зеленчукот. За жал сите клиенти кои што доаѓаат се повеќе и повеќе не го сакаат овошјето, не јадам зеленчук, бљак, не пијам вода, не ми се допаѓа, ама тоа не е убаво така. Значи треба да се свртиме кон здравата храна и сака да бидеме фит и згодни. Не можам јас за еден месец да те направам фит ако ти мене не ме слушаш. Значи ни треба потребно минимум 6 недели за да се возобновуваат клетките, за да почне процесот на чистење на телото, на средување на сите тие проблеми кои што со години се натоложувале. Јас не можам човекот или жена небитно 100 кила, 120 кила, 80, колку и да е кила, за еден месец да направам вау. Никој не може. Ни една теретана, ни еден нутриционист не може да го постигне тоа што треба време, значи
најмалку 3-4 месеци дружба за да почнеме некаде да се ставиме во ред. Значи, бидете фит од сите годишни времиња, не само за летото. Сите оние кои што сакаат сега да се фит, нека ми се јават мене, другите нутриционисти да бидеме авиони ете бар до август. Така е, да го слушаме, да ги слушаме нутриционистите, но и да го слушаме нашето тело, кое што секогаш ни дава точни знаци каде и што треба да правиме. Ама ние со нашето размислување ги вуткаме тие знаци и па си јадеме. Да, значи малку треба да бидеме побудни во тој дел, така. Војка, ти благодарам за времето и за тоа што денеска одвои, нели, од веројатно работното време, така ти тече работното време, да. Одвои дел од работното време и ни направи вака вкусна сладолед во кој што ќе уживаме, па се гледаме во следна прилика. Фала ви што ме викнавте, благодарам и се гледаме. Со поинтересен рецепт. Така, верувам. Имаме убав период пред нас и веројатно доволно инспирација за нови рецепти, а во продолжение новата тема и новиот предстојниот разговор да си кажеме и колегата Горан Петревски со неговите гости.